Добро дојдовте во новата епизода на нашиот подкаст. Денес ќе зборуваме на тема која ги засега сите млади. Патот од универзитетот до професијата. Ќе зборуваме за тоа што значи академското знаење кое ќе се судри со практичните барања на пазарот на труд. Кои вештини се најважни и како студентите може да се подготват за еден динамичен професионален свет. Гостика денес ни е професор доктор Катерина Шапкова-Коцевска, професорка на Правниот факултет. Добро дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за поканата. И вистина ми е чест што сум денеска тука. И на нас ни е чест што ви имаме. Како изгледа според вашето искуство процесот на трансформација од студент до професионалец? Добро. Интересно е прашањево. По моето искуство, јас не се чувствувам дека транзицијата од студент во професионалец се уште сум ја завршила. Од причина што природата на моето работно место е таква да постојано има потреба да се учат нови работи, нови методи, нови техники. Меѓутоа, мислам дека тоа е карактеристично за други работни места. Така да се почесто мислам дека не постои јасен јас помеѓу студирање и работа, туку некои карактеристики кои што студентите ги имаат, дури студираат, како например желбата да учат да се развиваат, се многу важни и за во професионалниот живот. Да, константно кога сме во професионалниот свет, во професионалниот живот кога сме, некако учиме секој ден, посебно како професор сигурно секој ден читате, имате нови сознанија и слично, и сигурно дури учите повеќе што се вика, впивате повеќе информации и сте обложена на многу повеќе информации отколку кога сте биле, да кажеме, студент. Па не, мислам, тоа не е карактеристично само за професорите, кај нас е многу нагласено. Меѓутоа, генерално во сите професии, мислам дека новото време бара постојана потреба од учење, иновирање, нов начин на размислување, нови пристапи, нови техники со овладување, така да мислам дека времето во кое што живееме денеска е такво време каде што знаењето брзо застарува, а потребата да постојано се учи станува секојдневие. Така да мислам дека тоа е една од главните, како да ги кажеме, пораки кои што студентите треба да ги сватат, дека студирањето не завршува со дипломирањето, туку дека процесот на учење е доживотен. И дека како добра пракса од нивното студирање треба да го совлада тоа како вештина, дека постојано треба да се учи, да се надградува. Да, и за самите себе и поради фактот што денеска живееме во многу брзо време, брз свет, каде што дигиталниот свет ни дава пристап кон многу информации, би било жално да не го искористиме тоа за да се надоградиме сами себе. Кои се најголемите предизвици кои што ги забележувате кај младите кога првпат се соочуваат со реалниот пазар на труд? Добре, со младите поинтензивна комуникација кога првпат се соочуваат со високо образование, така да ги наблюдувам од аспект транзицијата што прават од средно во високо образование. И потоа се сретнуваме повторно на мастер студии кога веќе почнуваат да на некој начин срамежливо да се упатуваат на пазар на труд, така да приметувам голема разлика. Ако во прва година се студенти кои што се несигурни во себе си, некогаш се чувствуваат изгубено, немаат јасни очекувања, впечатокот се менува како прогресираат низ академскиот живот. И верувам дека тоа уште понатаму е нагласено и кога настапуваат на пазарот на трудот. Така да, како главни карактеристики кои што ги носат, кои вештини ги носат од факултетот? Да, може тоа да ни го кажете. Кои вештини ги носат со себе? Дали е од високо образование кон мастерот, дали е од мастер кога се соочуваат со вистинскиот реален свет, по нови професионален живот? Што вие имате приметено? Која е најголемата промена со која што се соочуваат? Па мислам дека најголемата промена е тоа што сваќаат дека веќе се возрасни во смисла зависат сами од себе.
Дури се на факултет се уште го учат светот на возрастните, меѓутоа многу директно се соочуваат со него кога ќе почнат да бараат работа и да работат. Така да мислам дека тоа е главната промена која што се случува, дека денот веќе ќе биде различно организиран, дека за обврските сами ќе треба да одговарате, дека не може да се повикуваме повеќе на професорот или на групата или на колегите, туку едноставно тоа самостојување некако гледам дека се случува кога ќе завршат со формалниот процес на образование, иако имаме студенти кои што ова се случува малце и порано, што е добро. Од аспект на економика и правните науки, кои вештини или знаења најмногу недостигаат кај дипломираните студенти кои што почнуваат да работат? Интересно, ова го дискутиравме малку неформално претходно. Се поубедена сум дека правото и економијата се две дисциплини, меѓутоа и две области кои што паралелно чекорат една со друга и дека неопходно е добар правник да има елементарни познавања од како функционира економскиот живот и кои се главните економски феномени, чисто заради тоа да може да ги следи причинско-последователните врски со кои што ќе се соочува во работата. Исто како што сметам дека е неопходно и добар економист да ги разбира основните правни принципи и да едноставно разбира како функционира правниот систем, бидејќи правниот систем и институциите во сериозна мера влијаат врз обликувањето на економските на економската работа. Потпуно согласувам. Колку академските програми успеваат да ги следат потребите на реалниот бизнис и јавен сектор и дали мислите дека е потребна поголема поврзаност помеѓу универзитетот и работодавците? Да, секогаш постои мислам дека имаме добра поврзаност, посебно последниве неколку години, зборувам за нашиот за правниот факултет, меѓутоа и на ниво на универзитетот Свети Кирил и Методи, и мислам дека се повеќе се зајакнува соработката со бизнис заедницата, меѓутоа не само со бизнис заедницата, туку и со други засегнати страни, кои што се поврзани со високото образование, како јавниот сектор, како граѓанскиот сектор, така да мислам дека сме на добар пат. Со тоа што спомнавме на почетокот, живееме во многу динамичен свет, живееме во многу динамично време и не мислам дека може да постигнеме најдобра можна соработка, туку ова е динамичен процес и дека соработката секогаш треба да ги одразува карактеристиките на новото време. Така да, иако мислам дека имаме добра, солидна соработка, сепак постои простор да таа соработка се иновира, да се дополни, да се развијат нови програми, посебно влијанието на технологијата, мислам дека е недоволно, се уште е недоволно застапено во високообразовните како наставни програми, така и во академскиот живот, во смисла нови програми кои што ќе го објаснат новиот свет во кој што живееме, бидејќи денес и пред една година и пред 2 години светот функционира многу поразлично, а уште поразлично ќе функционира за година-две од сега, така да сме во еден процес кај што брзо се менуваме. Не треба време да се прилагодиме, меѓутоа чувствувам дека постои искрена желба да се инкорпорираат овие нови случувања и во наставните програми. Што би препорачале на студентите кои сега се на крајот со своето образование и се подготвуваат да ја започнат својата професионална кариера? Неколку работи. Прво би им препорачала дека треба да ја задржат желбата за учење и треба да задржат желбата да се развиваат, што е карактеристично за периодот на студирање. Значи, иако се студентите возрастни, формално тие се полнолетни лица, кај нив забележувам една безгрижност, една слобода, една љубопитност и мислам дека тоа се особини што треба да ги задржат и во понатамошниот работен век. Значи, постојано да истражуваат нови работи, да не се ограничуваат само на работните задачи кои што ги имаат, туку да вложуваат во себе си, да се развиваат, да понесуваат знаење. И тоа што мислам дека посебно би го потенцирала е дека мора да сватат дека на светот не живееме сами, туку треба да се поинтензивно се вклучуваме, да комуницираме, да разменуваме знаење, мислење и искуства, бидејќи прогресот е заеднички напор, не е индивидуална работа. Секој од нас треба индивидуално да придонесе,
да живее подобро денес и да организацијата во која што работи подобро испорачува, меѓутоа во основа прогресот е начин на размислување, тој начин на размислување е возможен само ако заеднички се трудиме и заеднички работиме кон постигнување на целите. Така да би ги охрабрила таа слобода, таа љубопитност, таа желба да се развиваат, ја задржат и понатака и уште повеќе развијат и само така ќе бидат успешни како на лично, така и на професионално поле. И благодариме многу што прифативте поканата и благодариме многу што ни дадовте некои многу инспиративни и осовети кои што навистина може да ни помогнат понатака и сигурно сум дека многу од студентите кои што ќе гледаат ќе добијат некој поттик и некој вид на поддршка за понатамошниот живот во кој што тек треба да почнат да газат и да стапнуваат. Ви благодарам уште еднаш, се надеваме дека повторно ќе ни дојдете. Ви благодарам и на вас за поканата уште еднаш. Чао, се гледаме во следната епизода.